Јала, да. Ево. Ајде. Свесни сме дека рамковниот договор различно се доживува и толкува меѓу граѓаните. Историјата не треба да ја приспособуваме на дневната политика, ниту да очекуваме сите да имаат ист однос кон настаните од минатото. Но, наша обврска е од минатото да извлекуваме поуки и да градиме држава во која различностите нема да бидат причина за поделби, туку реалност со која управуваме мудро, одговорно и во рамките на институциите. Охридскиот рамковен договор е дел од нашата понова историја и од политичката и институционалната реалност на државата. Ова е дел од пораката на премиерот Христијан Мицкоски по повод 25 годишнината од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Документот со кој на 13 август 2001 година беше поставена основата за политичко решавање на вооружената криза во Македонија. Договорот беше потпишан во Скопје од тогашниот председател Борис Трајковски и лидерите на 4 најголеми политички партии: Љупчо Ѓорѓиевски ВМРО ДПМН, Бранко Црвенковски од СДСМ, Арбен Џафери од Демократската партија на албанците и Имери Мери од Партијата за демократски просперитет. На потпишувањето присуствуваа и високи меѓународни представници кои учествуваа во преговорите за надминување на кризата. Неговото потпишување следуваше по повеќе месечна вооружена криза и интензивни преговори меѓу домашните политички лидери и меѓународната заедница. Потоа започна процесот на имплементација преку уставни измени и донесување нови законски решенија. По повод 25 годишнината, денеска во владата се одржа свечена седница на која се обратија првиот вице-премиер и министер за европски прашања Беким Сали и вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Охридскиот рамковен договор беше инструмент за прекинување на конфликтот од 2001 година. Тој беше политички договор кој понуди нов начин на организирање и функционирање на Република Северна Македонија. Со овој договор, нашата држава избра да ја гради стабилноста не врз логиката на мнозинството и малцинството, туку врз партнерството меѓу заедниците, врз граѓанската еднаквост и врз поделувањето на правата и одговорностите за сите граѓани подеднакво. Тоа е најголемата промена што ја донесе Охридскиот договор. Четврт век е доволно долг период за да се извлечат одредени поуки, но и да се видат одредени работи од дистанца, да се даде и еден осврт кој што е и може да е пообјективен од она што се случувало во тие денови. Дел од актерите помеѓу нас, дел од актерите за жал не се повеќе помеѓу нас, но дефинитивно она што можеме да го кажеме е дека Македонија беше зафатена од една од најтешките кризи во поновата историја. Конфликтот чукаше на врата, носеше неизвестност, поделби, страв и државата беше на ивица да стане држава на поделби, на раздор и на силен национализам.